Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН, која што е посветена на темата поврзана со вакцините, истовремено она што ги имаме како реалност со огромната масовната смртност со коронавирусот. Почитувани присутни, Македонија е земјата која што има најмалку вакцини во светот, а истовремено имаме најмногу мртви, 3000 по глава на жител буквално во светот. Македонија овие денови ќе дојде до една ужасна бројка, која што навистина е страшна, тоа е 3000 починати. Никој на светот нема повеќе мртви од Македонија по глава на жител. Зошто? Затоа што во Македонија се смета во статистиките со 2,1 милиони жители, а реалната бројка е 1,7-1,8 милиони жители. Ако реално се пресмета бројот на починати лица во Македонија, уште еднаш се доаѓа до поразителната бројка. Тоа е дека со 3000 мртви за време на корона кризата, Македонија на Зоран Заев и Венко Филипче е земјата со најмногу мртви по жител во светот. Тоа е поразна статистика, тоа се илјадници и илјадници семејства во Македонија, тоа се 3000 луѓе што починале, тоа се 3000 погреби. Истовремено, оваа Македонија на Зоран Заев и Венко Филипче е земјата која што има најмалку вакцини во светот. Ќе ви прочитам неколку земји кои што веќе почнаа со вакцинацијата. Пред една недела Авганистан доби 500.000 вакцини од AstraZeneca. Стотици илјади луѓе се вакцинирани во Пакистан, 27.000 здравствени работници само во една провинција, тоа е провинцијата Синд. Вакцинацијата почна во Боливија, во Алжир, во Гвинеја, која што е земја во западниот дел на Африка, во Непал, во Индија, во Бангладеш веќе имаме вакцина и вакцинизација која што трае веќе 20 на дена. Процесот на имунизација на населението почна во Албанија пред еден месец. Премиерот Раман беше првиот што се вакцинираше, Црна Гора, Босна и Херцеговина. За жал, Македонија е буквално најлоша во светот кога станува збор за вакцини и имунизација на населението, а Македонија истовремено е земја со најмногу починати по жител на целиот свет. Тоа кажува дека имаме дебакл и фиаско на власта, тоа кажува дека имаме огромна негрижа за здравјето на населението и тоа кажува едноставно дека нема никаков систем, дека имаме дебакл и фиаско, а за тоа одговорност мора да има. Зоран Заев и Венко Филипче мора да поднесат оставка, тие имаат одговорност затоа што буквално ги оставија на милост и немилост граѓаните во оваа најголема криза изминативе неколку децении. Истовремено би сакал да упатам и да имам еден коментар кој што се однесува на денешното примопредавање на вакцините на граничниот премин Табановци, тоа е следниот. Со Зоран Заев и Венко Филипче, Македонија е осудена да живее и да зависи од хуманитарна помош и милостина од Србија. Србија дневно, секој ден, вакцинира 30.000 луѓе. Вчера во Врање, само во Врање, се вакцинирани 1.000 луѓе во еден ден. Досега на ниво на Врање имаме околу 8.000 вакцинирани. Така што тоа зборува за размерите на фиаското кое што ни се случува, а само пред 7-8 години Србија беше земјата која што учеше инвестиции и економија од Македонија. Македонија целосно потврли, Македонија има најмалку вакцинирани на светот, а има најмногу починати од коронавирусот. Никој нема повеќе мртви, никој нема повеќе погреби и починати од Македонија. Ставнува збор за дебакл и фиаско на власта.